Значи, еден дел од светот се движи со давање на можност на мобилност на квалификувана работна сила. Тоа значи дел од нашите квалификувани кадри кои што не можат да најдат работа овде во делот на соседството можат подобро да најдат работа, но и делот квалификувана работна сила која што во соседството има може да најде овде работа. Тоа е во делот на Европската економска агенда за регионот и верувам дека ќе успееме тоа да го поставиме, но и либерализацијата на одредени визни режими за одредени земји кои што досега имале виза ако сакаат да дојдат во нашата земја, не само како потенцијални работници, пред се како туристи, како, не знам, потрошувачи или слично од секој карактер. Тие дебати се отворени во владата. Оно што го кажува тука Заев, не само како работници, туку ги чекаме да дојдат и како туристи, да потрошат некој денар овдека и да се прошетаат и така натака. Истото го збореше и Мицко. И он ги чекал сите да дојдат овдека како туристи, да потрошат пари, да се прошетаат. Па дури и оние кои што биле барани со Интерпол, бидејќи не ги прекршиле законите на неговата држава. Преговорите за увезување на вакви економски мигранти е започнат од господинот Зоран Заев, од неговата влада. Значи, февруари 23-та. И за прв пат е почнато ова да се разговара и да се преговара и дадено како идеја. Потоа го продолжуваат министрите на ДУИ. Овој процес го продолжува потоа владата на Христијан Мицковски, Александар Николовски и Тимчо. Ако некој ми каже дека не е ова една иста партија од 2009-та навака, дека не се едни исти интереси, едни исти луѓе, стварно живее у заблуда. Ова се истите луѓе. Ова е една политичка партија. Ова се истите интереси. Си се бранат еден со друг. Си ги продолжуваат истите процеси. Истите модели на плячка, истите модели на делење на тендери. Нема овдека политичка понуда. Овдека има фарса дека постои понуда за да плячката се движи во континуитет и да не запира.